Разликата во класови на кандидатите за градоначалници на општините Кочани и Чешиново Облешево остварена во првиот круг им дава за право на учесниците да се надеваат на конечен успех во вториот круг. Тоа што е јасно е дека на гласањето на 31 октомври ќе биде крајно неизвестно, бидејќи изборните штабови имаат доволно време да одработат на терен, посебно меѓу граѓаните кои во првиот круг не излегува да гласаат и оние што во кутиите пуштија неважечки ливчиња, а чиј број е значителен. Секако не е за занемарување ниту фактот дека сега некои работи се појасни отколку пред првиот круг, што сигурно ќе влијае врз определбата на гласачкото тело. Што ново ќе понудат кандидатите во преостанатите 10 дена до вториот круг, тешко е да се предпостави со оглед на фактот што многу работи или речиси се беше кажано во кампањата пред првиот изборен круг. На кочанската јавност и се познати и приоритетите и адутите и на Љупчо Папазов и на Николчо Илиев, па веројатно граѓаните ќе размислуваат и оценуваат главно помеѓу ситни детали. Во таа насока не е за занемарување ниту бранот на промени кој е карактеристичен за целата држава и кој сигурно ќе има влијание кај граѓаните, како што ќе има влијание и фактот дека централните изборни штабови имаат помалку општини за действување, па фокусот ќе се сконцентрира на општините по значење, големина и резултатска известност. Во општина Чешиново Облешево, каде битката ќе се води меѓу кандидатите Далибор Ангелов и Горанчо Крстев, значајна улога ќе играат и гласовите кои во првиот круг но беа дадени на Дарко Стефанов од ЛДП и Дом и кои сега ќе се прелијат на едната или другата страна.